Добар ден на сите, ви благодариме на волкавото присуство. Јас на самиот почеток би сакал да ја представам кратката агенда. Се работи за настан на кој ние ќе се обидеме да ги одговориме прашањата во врска со изборниот процес во Република Македонија. Ќе се обидеме да ја презентираме нашата публикација Слободни избори, научени лекции. И се разбира малку да поразговараме веднаш по презентацијата, доколку има прашања, коментари, а на крајот од овој настан ве повикуваме на кафе, вода и колачиња, се надевам. Се работи за еден проект во кој учествувавме со сите можни ресурси и во кој граѓанките и граѓаните беа од наша најголема помош. Се разбира, не можевме да го спроведеме овој проект доколку не беа и повеќе донатори. Пред се во рамките на проектот Слободни медиуми за слободно општество. Ние работевме под покровителство или би рекол поддршка на германската соработка, односно на Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија. Понатаму во рамките на проектот Граѓански објектив, финансиран од National Endowment for Democracy, ние работевме на изборната тема исто така. Директна поддршка добивме од програмата за граѓанска иницијатива на USAID, како и од Швајцарската амбасада. Цивил Центар за слобода е горд член на програмата Civica Mobilitas, која е финансирана од швајцарската влада, односно Швајцарската агенција за развој и соработка. Сите овие помогнаа ние ова наша активност да ја спроведеме најдобро што можевме и умеевме, меѓутоа уште еднаш ќе потенцирам. Граѓанките и граѓаните на Република Македонија беа тие што најмногу ни помогнаа и се покажаа на многу високо ниво на политичката култура во ова наша земја и за жал ги надминаа сите можни нивоа на кои требаше да бидат исто така и институциите во земјата, кои за жал потврлија и во овој изборен процес. Јас денеска би сакал да започнам со информацијата дека на почетокот на оваа недела Цивил Центар за слобода имаше лична средба со Министерот за правда. Како што веројатно сте информирани, Министерството за правда е задолжено од владата на Република Македонија да изработи измени во изборниот законник, меѓутоа и да работи на долгорочни промени и реформи во изборниот систем во Република Македонија. Ние ја искористивме таа можност да му врачиме лично на министерот, а преку тоа и на владата на Република Македонија, препораки кои се однесуваат на тоа што треба да се направи во најскоро можно време. За да не биде оваа презентација предолга, јас би сакал да ви кажам дека најголем дел од нашите препораки се однесуваат токму на Државната изборна комисија. Во Државната изборна комисија забележавме и на изборниот процес во 2016 година и во изборниот процес во 2017 година сериозни недостатоци. Ние уште во 2016 година, веднаш по затворањето на гласачките места, кажавме дека Државната изборна комисија за жал не успеа да се издигне над политичкото влијание на центрите за моќ во Република Македонија. Се работи за една институција која треба да биде на врвот на довербата на граѓанките и граѓаните на Република Македонија, меѓутоа следеа навистина непријатни, би рекол и грди изненадувања. Затоа сметаме дека Државната изборна комисија мора уште еднаш да биде реформирана, да се намали бројот на членови на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија мора да има во своето највисоко тело професионалци, а не партиски војници кои ги следат командите од своите центри. Исто така, Државната изборна комисија треба да работи понатаму
на професионализирање на својот правен департман, меѓутоа и на сите други тела во рамките на оваа институција. Големи комплименти сакаме да им доделиме на сите вработени во Државната изборна комисија кои работат во тие одделенија, кои наспроти лошите услови за работа, наспроти она што го слушнавме од нив, што би представувало дури и мобинг и притисоци и лоши услови за работа, сепак успеаја да покажат едно високо професионално ниво, онолку колку што можеше да им дозволат околностите. Нашите комплименти исто така одат и до сите представници на другите тела, како општински изборни комисии и избирачките одбори, кои на изборниот ден, на изборните денови во време на локалните избори мора да се справуваат со многу лош изборен материјал и да бидат креативни на денот на изборите, да им овозможат на граѓанките и граѓаните да гласаат како што треба, односно онака како што пропишуваат законите и демократските стандарди. За жал, тие беа помалку на број, бидејќи еден голем дел од нив во избирачките одбори се соочуваа и со други тешкоти. Прво и основно со кусок на информации и тренинг. Значи, во Државната изборна комисија, во делот на препораките, ние зборуваме и за тренингот, односно обуките на избирачките одбори. Тие треба да бидат попрофесионални обуки, а не получасовни брифирања, какви што имаше минатата година. Ние исто така имаме и низа други препораки кои се однесуваат на Државната изборна комисија, кои пред се однесуваат на подобрување на состојбите во оваа институција во поглед на законитоста, меѓутоа и релевантноста и довербата кај граѓанките и граѓаните. Тие мора да работат малку понапорно, да направат реформи, ревизија на избирачкиот список, за да имаме доверба во овој важен документ во наредните избори. За 14 месеци од прилика би требало да биде редовниот термин за председателските избори, ако во меѓувреме не се случат изненадувања на политичката сцена, па имаме предвремени избори и овој пат. Меѓутоа, тоа е многу кратко време да се направат сериозни промени, онакви какви што се потребни во Државната изборна комисија и воопшто во целиот изборен систем. Очекуваме од државата и од владата да направат напор овие реформи да ги спроведат во најкус можен рок, за да можеме да видиме фер, слободни, демократски избори, без дамки од типот на оние кои ги видовме во изминатите изборни процеси. Ние понатаму сакаме да потенцираме дека нашите препораки не очекуваме да бидат сватени како критика или пак некаква намера на организацијата да навреди или повреди некого. Туку напротив, се водиме од начелото дека препораките представуваат добронамерни, конструктивни и разумни критики кои треба да бидат послушани, бидејќи цврсто веруваме дека го представуваме гласот на голем број граѓанки и граѓани, онака како што тие нам ни се адресираа, ни се обратија во изминатите години. Понатаму, во првиот дел од нашата публикација, гледаме една низа други препораки кои се однесуваат и на следните области. На второ место, меѓутоа не помалку важно, се наоѓа препораката која се однесува на кршењето на изборниот молк, кое го издвојуваме како посебно доминантна, како посебно видлива ситуација, односно состојба за време на гласањето. Едноставно како да не постојат ограничувања на кампањата. И изборниот молк се крши во секој момент од тоа што е пропишано како
законска рамка. За жал, ниедна партија не е исклучок од оваа појава. Кршењето на изборниот молк го издвојуваме посебно заради тоа што за време на кршењето на изборниот молк всушност гледаме појави, состојби, настани кои се поврзани со други акти, односно дејства на политичките партии на теренот, кои се исто така регулирани и со кривичниот законник, и со изборниот законник, кои се прекршуваат. Тоа очекуваме државата, политичките партии, се разбира сите други засегнати страни, час поскоро да го регулираат и да донесат една поинаква политичка култура во земјата кога се работи за изборни процеси. Се разбира, во овој домен би сакале посебно да обрнеме внимание на подкупот на гласачите. Тоа е ситуација во која според кривичниот законник е регулирана во членот 162, која ние ја забележуваме буквално во сите изборни процеси. Се работи за подкуп на гласачи, регулиран со овој член во законот, во кривичниот закон, во кој може 5 години да биде осудено лицето кое врши подкуп на гласачи. Меѓутоа, во истиот член од овој закон, гледаме релативизирање на ова дело, а тоа е дека доколку користа од подкупот е мала, тогаш сторителот ќе биде казнет со 1 година или затвор или со парична казна. Тоа е релативизирање до крајни граници. Уште по-релативизирачки е ставот во истиот член од законот во кој се вели дека доколку сторителот на ова дело подкуп на гласачи го изврши правно лице, тогаш тоа правно лице ќе биде казнето со парична казна. Што произлегува од тоа? Од тоа произлегува дека ако институција од типот на политичка партија, компанија, невладина организација, ако сакате, или било какво друго правно лице направи подкуп на гласачи, тоа ќе биде казнето со парична казна. На некој начин, тоа е само провизија на системот, кога ќе открие случај на подкуп на гласачи, што е неприфатливо и сметаме дека во овој дел треба да се изврши промена во кривичниот закон кој се однесува на оваа тема и да се избрише да се избришат тие ставови и да остане само заканата од сериозна казна од 5 години па и погоре за подкуп на гласачи. Во тој случај ќе видиме како законот ќе действува превентивно. Имаме уште низа други препораки кои се однесуваат на изборниот систем и воопшто изборните процеси, изборниот закон и така натаму, кои му ги доставивме и на Министерот за правда и преку тоа на владата на Република Македонија. Еден од тие се однесува на наша стара заложба, која сакаме да ја реафирмираме во овој период, а тоа е да се направи еден чекор повеќе и да се прогласи Македонија како една изборна единица. Со ова ќе добиеме ситуација во која и помалите партии кои застапуваат интереси на помали групи во општеството, помали категории, малцински категории и така натаму во општеството да добијат свое место во парламентот и на тој начин да ја представуваат Македонија и интересите на своите гласачи подиректно, на подемократски начин. Се разбира, чекор понатаму, освен оваа мерка, би било и донесување на закон со кој листите ќе бидат отворени. Со отворени листи дополнително се демократизира целиот процес. Што се однесува до диаспората, ние сме цврсто на ставот, како што сме кажале веќе и во изминатите години, дека секој граѓанин, секој државјанин на Република Македонија, било да се наоѓа во Македонија или надвор од Македонија, треба да му биде обезбедено максимално правото на глас.
Тоа значи дека овие наши сограѓанки и сограѓани кои живеат во странство, доколку се уште државјани на Република Македонија, треба да им биде овозможено лесно и непречено да гласаат на парламентарни или председателски избори. Исто така, во рамките на нашите препораки се наоѓаат и за други мерки кои бараме од владата да ги спроведе, а тие се однесуваат на финансирањето на политичките партии и на изборните кампањи, каде што забележуваме на вистина многу сериозни, најблаго кажано, многу сериозни недостатоци и злоупотреби. Едноставно, онака како што се реформирани или ревидирани законите кои регулираат оваа материја, гледаме дека само уште повеќе им овозможуваат на политичките партии да прават разни шминкања, штелувања и злоупотреби на парите врз кои треба да имаме посериозна контрола. Во доменот на човековите права и слободи, во оваа наша публикација, освен членови на експертскиот борд кои учествуваат во креирање на овој значаен според нас документ за изборните процеси во Македонија, учествува и Хедер Роберсон. Ве молам да го погледнете тоа поглавје во кое авторката, која е инаку експертка за човекови права и слободи и која е долгогодишен член на експертскиот борд на Цивил, Центар за слобода, да го погледнете аспектот на човековите права, односно правото на глас, кое не смее да биде повредено во ниеден момент. На оваа поента би сакал да кажам дека Цивил Центар за слобода цврсто стои на ставот дека државата и институциите се должни да му обезбедат на секој граѓанин или граѓанка максимално услови за гласање, а не обратно. Ние да бидеме како граѓанки и граѓани дел од една многу широка манипулативна мрежа која го повредува правото на глас. Понатаму, оваа публикација завршува со еден преглед од сите извештаи кои се однесуваат од теренот, сите наоди, меѓутоа и со анализа која во текот на изборниот процес се работеше заедно со доктор Сашо Ордановски, која представува хронологија на тоа што се случуваше и што треба да се случи за еден изборен процес да биде фер, демократски и слободен. На крајот од оваа презентација, со намера да ви дадам што е можно повеќе простор и време за ваши интервенции, би сакал да кажам дека Цивил Центар за слобода и понатаму ќе продолжи со своите активности во доменот на изборниот процес. Тоа што денеска во оваа сала има толку многу луѓе, значи дека сепак се споделува интересот за изборниот процес да стане подобар, поквалитетен, послободен и позаконит. Тоа што ние го видовме во изминатите изборни процеси од 2016 година, со подобрувања известни во 2017 година, сепак ни оддалеку не е доволно за да имаме навистина слободни избори. Тоа што сакаме да го направиме е заедно со граѓанките и граѓаните на Република Македонија, заедно со невладини организации чии представници има и денеска овде, сакаме да видиме процес во кој институциите ќе работат за граѓанките и граѓаните, не обратно. Сакаме да видиме процес во кој политичките партии се канализатор, артикулатор на интересите на секој поединец или групи во општеството, а не да бидат машинерија за гласање и едноставно бројки во резултатите кои навистина ги очекуваме да бидат реални, вистински, а не да бидат во полза само на одреден мал број луѓе во центрите на моќта.